Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Според легендата, Крали Марко некако на ова место се подкачил да го догледа езерото поубаво и веројатно од тежината што имал направил стапалка, која и ден денес, според легендите, се вика Маркова нога. Стапалката е доста голема, 2 пати сигурно од мојата, меѓутоа е останало легенда во народот дека точно некаде на овој терен престојувал Крали Марко. Меѓутоа овој камен, према наши сознанија, бил негде тука во близина поставен, поради тука граничниот премин е променет и стапалката изгледа е однопаку поставена, но во секој случај таа асоцира на нога. Спрема некои искажувања, Крали Марко би требало да има број на чевли 89, толку е голема оваа нога. Меѓутоа, еве, во близина на преминот, тука се наоѓа и полициска станица всушност, и сега ние ќе направиме еден мал обид тука да ви прикажеме како се наоѓа. Во близина одма езерото, има и толкова други некои работи, а потоа ќе одиме во селото Долно Дупени, кое што одма тука се наоѓа непосредно до преминот, кој што многу години е затворен и не функционира. Еве овде зад мене е Преспанското езеро, а овде е граничната линија, преминот, како што реков, не работи. Ова е пловак, како што го вика, бил поставен во средината на езерото, кај што се дели тромеѓето меѓу Албанија и Грција. Меѓутоа неодамна тука е донесен, веројатно ќе се постави некој друг, а сега ќе одиме малку понатаму да го разгледаме колку што е можно овај премин кој, како што реков, не функционира повеќе години. Ова е најјужната точка од нашата држава. Непосредно зад мене е граничната линија со Грција, а овде од
неодамна поместена е плоча посеќавање на 7 паднати младинци од егејскиот дел на Македонија од Лерин. Еве прецизно да прочитаме што пишува на неа. На 7 младинци, борци од Лерин, зверски убиени на 17 јануари 1944 година од бугарскиот фашистички окупатор. Плочата е подигна Сојузот на Сдруженијата на борците од Народно-ослободителната војна, Општинскиот одбор од Ресен. Ние престојувавме во Ресен и се интересиравме за некои податоци во врска со овие 7 младинци и од страна на подпредседателот на борците Дорче Божиновски, еве што добивме, односно еве неговата изјава во врска со тоа. Меѓутоа, пред да емитуваме, да кажам дека некаде на онај терен зад мене, кој што сега не е дозволен за снимање од безбедносни причини заради функционирањето на полициската станица, тука биле закопани тие младинци, а потоа биле пренесени во селата и местата од каде што потекнувале. Еве изјавата на Дорче Божиновски. 1944 година една група од 7 младинци од егејскиот дел на Македонија се обиделе да пребегнат на нашава територија вамо. Бугарските војски ги пречекале тамо и ги врза со житки со терови за рцете и нешто некаде кај Маркова нога, во непосредна близина на Маркова нога, со казми и со лопати ги отепа и така натаму. Така да тие 7 младинци го положија својот живот за војната и така натаму. Друго, покасно, после известно време, грците дојдоа тамо, ги откопа, ги зедо девоите така преку меѓународна размена преку амбасадата и така натаму. И така се сврши. Тамо на овој дел е направена една мала спомен обележје на тие 7 млади загинати животи. И ние овде као Општинскиот одбор на Сојуз на борци планираме да изградиме на по-современа, по-угледна еден споменик тамо, бидејќи ова е сосема едно мало одбележување. Вие сте биле тамо, ми се чини, дали не? И тоа е. Друго што да ви кажам, не. Сега тамо нема ни еден гроб? Нема. Сите се тие тамо беа закопани и дојдо преку Министерството за надворешни работи од поранешна Југославија, се зедоа овдека со сите церемонии и посмртните остатоци се изедоа тамо. И до денеска многу не се знае за потеклото на тие деца. Тие се некаде од Леринскиот крај. Меѓутоа, тачно кои се фамилите се обидовме преку Сдруженијето на егејците од Битола, како се вика, Гоце, преку него да добијаме одредени податоци кои се како се, досега не сме добиле. Малце е тешко, тие имината се вакви, некои ми не сака да се појават и така натаму. Сега ќе слезиме малку кај Преспанското езеро, кога веќе заради други работни ангажмани немавме прилика
да престојуваме за време на летниот ден, на летното време да се искапиме, па да видиме како изгледа сега. Се надевам дека времето е погодно, сончево и мощне пријатно, па ќе се обидеме да ја доловиме оваа атмосфера што ја затекнавме овие дена. Слеговме долу кај обалата, еве видовте остатоци од пристаништето што некогаш служеше за пристигнување тука на бродчето што крстошуваше низ езерото. Се гледа езерото колку е повлечено и колку и натаму се чувствува дека оттаму се забележува дека исто така постојано се повлекува, бидејќи песок дури во погорниот дел на обалата на пристаништето тука има. Овде еве еден чамец останат веројатно од летото кога таму функционираше плажа, па ќе одиме до таму да видиме што од таму може да забележиме.
Еве наместо луѓе сретнуваме овци тука веднаш до граничниот премир. Ајде да ни се представите кој сте, што сте ви? Јас сум Цане Трајковски од Долно Дупени, занимање е сточар, кој што ме гледате со овци се занимавам. Та ми е професијата. Колку години се занимавате? Па речи си од дете, ние традиција. Колку овци имате? 145. 145. Послушни се овде покрај езерово. Послушни се како не. Ај нешто да ни кажете на колку километра сме овде оддалечени од Долно Дупени? На километар и пол сме оддалечени. Сакаме да одиме во селото, ќе најдеме некои луѓе таму? Има ќе најдите како не, одете, можете да одите слободно. Знаете зошто се вика Долно Дупени селото? Па да ти кажам, не е толку. Така го нарекле. Сте слушале што имате дознаено? Па не вака да биде друго име, појки имена моклавале, ама не се сложвале и сетне останало на Долно Дупени да биде. А има горно? Има и горно. Тоа е Има и таму луѓе? према Ресен, има. Тоа е одма до Ресен. И како на толку далечина, едното долно, другото Не, па долно, горно? ово, ние сме 30 км од Ресен. Далечени, па тоа е близко тамо, 2 км и пол, 3, најмногу. Со што се занимаваат луѓето во селото најмногу? Па се Овоштарство занимава или- овоштарство, претежно овоштарство. Тука во селото уште овие се овци. Ти си единствениот. Да. Единствен сум, јас, ти, тоа сум и јас. Не можам, да, дозедов сам. Кој села се овде близко до Дупени? Па, близко се тука, на колес, близко, Љубовно, Брејчино. Тие се. Да, и Штрбово е малку подалеку. Летово имавте прилика да видите дали имаше капачи овде? Имаше доста, имаше овде туристи, имаше, идат од Битола, претежно идат битолчани, стално, секој викенд идат. Имаше. Што правиме езерото, само се суши, се полекува? Езерото бега надолу, се суши. Не знам што ќе биде. Многу суша фате. Овците пијат вода од езерото? Не. Тука по реки да ги поеме, па нагоре одиме и така. Ај, ви благодарам многу. Пристигнавме во селото Долно Дупени, влеговме во делот уличките и еве го побаравме за разговор Борис Јовановски, председател на местната Зеница. Па најпрви, ако сакате, една лична карта на селото. Види, ово село беше од турците порано, Горно село се викаше тоа, живеа таму околу 30 на куки, тие беа на 3 мали. Поделени, една беше вамо Мановска мала, една Пајковска, друга Ангеловци горе. 1910 година си дојдоа овде на ово место сега кај сме се преселија и прво се преселија Цветко Диневски и после до 1913 година сите селјани што беа горе си дојдоа овде сега моментално кај сме. И така селото настана, моментално има околу 260 куки во селото. Стални жители има околу 230, прибидејќи ово село е повеќе надвор од селото, нарочито има од ово село наше најповеќе во Америка, Канада, Австралија, има Шведска, Норвешка и низ бивша Југославија. Колку жители имало најмногу некога? Најмногу имало околу 600 души во ово село што живееле. А сега, како што реков, околу 230,
привидејќи само во Скопје има од ово село наше околу 100 фамилии, тие се околу 350 луѓе. А исто така и во Станцо, како што реков, има доста фамилии. Иначе селото е земјоделско село, се занимава со земјоделие, а екзистенција му е најглавна овоштарството. Сите се занимаваме со јаболка и што садиме за домашни употреби, малку пипер, пченка и ово, за домашни употреби. Иначе селото моментално е повеќе старци, привидејќи младите се иселени. Имаме околу 80 на души помлади луѓе од 40 години надолу и тие се со фамилии, си имаат и деца и тие мисле овде да остане. Најголема тешкотија во селото ни е летниот период, нарочито 3 месеци јуни, јули, август. Имаме многу малку вода за пиење, недостиг ни е водата и затоа ние викаме ќе го развиваме туризмо, али без вода не се развива туризам. Затоа треба општината, па дури и државата да преземе мерки, не само за вода за пиење, него и вода за наводнување. Има многу убави услови тука за да се направи брана, да има вода и за наводнување, и за пиење. Направен е и проект, се направи пред 4-5 години, тој проект и ни обеќава дека ќе се гради брана, испитана е земјата дека е држи вода, дека нема да понира водата. Меѓутоа до ден денес остана тоа само обеќавање, а од тоа нема ништо. Ево вистинска лична карта. Меѓутоа, ајде да ве запрашам, не дознавме од други, како името се вика, од каде Дупени? Ајде долно, бидејќи има и друго горно некаде кај Ресен. На колку километра е горно? Горно е околу 30 километра, далеко Дупени, од ово како, село. од каде се го Абе, добива името Дупени има повеќе варијанти сега, што Ајде е да чуеме тачно. некоја. Една варијанта, јомити турците колци, нешто колци, тој збор некако бил по турски, значи долно Дупени. А некој вика, ете се, некој пат се накодашиле, се издупиле, демек, како луѓе и затоа му останало името Долно Дупени, меѓутоа, овие се варијанти, а иначе за сигурно нема никој да каже, демек сигурно од ова варијанта го доби името. Дознавме дека 2-3 автори имале објавено и книги за селото, не е обработено името таму? Па има доктор Владе Поповски книга писано за Долно Дупени, има исто доктор Владе Димовски, 2 книги, Димовски и Јовановски. 2 книги писано, исто и тие така има е писано, али сигурно не се знае како е добиено името. А што обработуваат најчесто тие во книгите? Што имат обработено? Тие најповеќе имат не само за Долно Дупени, скоро за цела Преспа и за Мала Преспа во Албанија и за наш дел има во Егејска Македонија, овде има едно 10 села што се прави македонци и имаат писано и за нив. Само од едно суседно село тука имаат писано загина во војната околу 260 души од едно село, Герман се вика тоа село. Тоа е одма тука близко до граница. Одма зад границата, зад Тоа е Рибово. за време на Народно-слободителната војна, така? Да, за Народно-слободителната војна. Споменавте дека доста има во странство, каква е нивната поврзаност со родниот крај? Доаѓаат ли нешто, инвестираат, има се интересирано за тоа? Види, секој кој е роден во селото, желба му е селото да биде убаво и затоа тие скоро иде на неколку години сите, некои кои се во пензија идат и секоја година. Во можностите некој помагаја за селото, колку што може, привидејќи и тие си имае фамилии, си имае трошкови ово, меѓутоа, мило му е кој ќе дојде овде расположени, се сакае, се движе со сите, со нас овде, другаруваме, одиме навечер некој пати во некоја кафана, да си поправиме муабе за детските години, тие што се родени овде, оти тие имаат и фамилии, сега и мали деца кои се родени во странство. Меѓутоа, исто и тие деца негови, многу му е мило да си дојде во свој роден крај,
да виде, да се запознае со неговите другарчиња, со неговите роднини и така натака. Јас пред неколку години, снимајќи ги црквите и манастирите низ Преспа, дојдов во Долно Дупени, прашав колку цркви има, ми рекоа 2. Отидов ги снимив и кога се вратив, после тие насмеа ми рекоа, ти не сниме ништо, бидејќи има многу цркви тука, па повторно морав да се враќам, од каде толку цркви во ова село? И Види, колку се може да ни ги наброите? Во Долно Дупени скоро има најповеќе цркви, може и од сегде во Македонија. Имаме околу 11 цркви. И стварно ги одржуваме црквите, добри се во добра состојба, едино ова најстарата црква Свети Атанас, пошто е под заштита на државата, ја реновира пред неколку години и рекоа ќе ја направиме ово, оно, меѓутоа до ден денес не направена, бидејќи се викаат дека немаат средства, кога ќе дојдеме до средства ќе направиме црквата. Иначе е таа најстара црква во Долно Дупени, а овие другите цркви сите ги одржуваме. И благодарение нарочито на жените, жените се многу ангажирани во Долно Дупени, ги чисте, ги варосвае што треба таму. Можеме да ги наброиме црквите сите? Па можеме да наброиме. Да почнеме од Свети Митрија, Света Ана, Свети Илија, Свети Богоројца, Свети Арангел, Свети Никола, Свети Атанас, Свети Свети Враче, Свети Филипија, Свети Петка и Богоројца. Колку излегува сега? Околу 11. 11. Да. Значи јас 9 имам снимано, ќе треба уште 2 да се. Реков, сите ми се Добра, ај малку да прошетаме сега, да ви одземеме од времето ни селово, па да видиме нешто може ќе откриеме и ништо низ други некоја знаменито што има да го Нема представиме. проблем, ви благодарам и можеме да видиме. Ние ќе ви благодариме на крајот, ти ни дадовте вака општини податоци се за селото, па се надевам уште нешто Нема ќе ни кажете. проблем, е мило вака да идите почесто да снимате, да го видите расположението и на селяните, бидејќи ние сме најдалечно село во Македонија на грчка граница, крајно село, и вакви посети се корисни и за нас, исто и за вашата куќа. Ако е Маркова нога најужно место во нашата држава, тогаш и селото Долно Дупени би дошло дека е најужно. Па најужно е Долно Дупени према грчка граница. Добро, ајде можеме да прошетаме. На сред село подигнате споменик за паднатите борци во Народно-ослободителната војна, еве што пишува на него, во знак на признателност кон борците од ова село, што ги положија своите животи во херојската народно-ослободителна борба под раководството на КПЈ и другарот Тито, се подига оваа спомен плоча за вечен спомен на погинатите борци Алексо Карстиновски, Спиро Мановски, Славе Диневски, Тоне Струмениковски и Јонче Каладжиовски. Овие сите беа борци од вашето село? Од ово наше село имаше доста борци, доброволци кои отидоа за слобода на Македонија 1042 до 1045 година до ослободувањето на Македонија. Овие 5 борци загинаја. Алексо Крстиновски беше фатен во Егејска Македонија во едно село Клештино се вика од бугарите и беше дотеран во Битола и во Битола таму после кај го стреля пак го вратиле за Егејска Македонија и негде го стреля во Егејска Македонија бугарите. Тачно кај стреля не се знае, иначе беше фатен во Клештино село. А гроба му се знае каде? Не. Гробо го донесува после во ослободувањето после 10 години е закопан тука во нашата црква. Спиро Мановски тој загина во Куманово, загина од балистите. Некој куршум залетан од рово како што излегвал и така го погодил и загина таму. Славе Диневски загина во Неготино. Тој беше многу младо дете, отиде во партизани, исто доброволец со идеја за ослободување на Македонија.
и беше фатен од бугарите во некоја плевна таму и зверски мачен и стелен беше на лице место. Доне Струмниковски исто загина во истото село кај загина Алекцо Крстиновски во село Клештино. Таму беше фатен од бугарите и беше тој стрелен таму на лице место. Јонче Калајджиевски, носејќи за партизаните во Битола преку Ѓава таму кај чешмите и беше стрелен од некој залетан куршум, али како што кажува, беше стрелен од балистите. Кој од овие е вашиот татко? Нашиот татко е Спиро Мановски. Колку години имавте вие кога загина? Татко ми кога загина јас имав година и 7 месеци. Не го памтев татко ми и така само на слики што го гледам и послушам, но иначе не го памтам. Добро. Се негува култот тука кон Народно-ослободителната војна, се почитуваат тие борци? Види, кај нас во селото борците се почитуваат привидејки најголема заслуга за слобода на Македонија. Секој може да речи што сака, али ако не беше Втората светска војна под раководство на другарот Тита Јосиф и на сите наши македонски раководители, не знам денес дали ќе ја имаше и ова Македонија. Ние му благодариме што ги положија животите, не само тие што загинаа, него и тие што се бореа за Македонија. Од ова село има и многу познати личности сега што учествуваат во развојот на државата, во незиниот политички систем, во други во образование и во други места. После војната, 45-та година, многу наши деца изучија факултети. До тогаш немавме ние во селото ни со средна школа, едино со основно образование. А сега имаме и доктори на науки од селото наше. Многу имаме способни луѓе кои биле и во владата на Република Македонија и на многу раководни места во државата. Ви благодарам. Додека ја снимавме емисијата со посебно комбе од Љубојно, пристигна учениците, па еве еден од нив ќе ни се представи. Јас сум Димитар Пановски, од село Штрбово. Колку ученици патувавте со комбето? 20 ученици. Секој ден така патувате? Да, Каде учите, во Љубојно? во Љубојно. Од Дупени колку ученици има? Од Дупени се 4 ученици. И сега со комбето врти вака ве носи ни сите села, така? Од кои други села има? Ти од каде си? Од Штрбово. Сливница. 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 Од други села? Арват. Арвати? Сливница. Еми сега бе да те снимим, ела вам. Ела. Ела вам, од каде си? Коти, не сакаш? Од Ресен си? Браво. Ајде да видиме, може нешто да запеете химната, слушам сте ја учеле на училиште. Ајде да пробате да ја запееме да видиме. Прелесна Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите граници. Македонците се борат за своите Јас сум Ристо Илиевски од село Долдопени. Запослен сум во Македонски шуми Ресен. И така испадавме, треба да прошетаме нагоре да видиме црквите. До Богројца, па Свети Никола, па имаме Свети Филипија, имаме доста цркви, Свети Враче. Сега оде прво кај одиме? Одиме прво на Свети
Богројца одиме. На колку метра оддалечено селото? Па има, може би 1 километар има. Добро. Ајде одиме да не се задржуваме. И така, да одиме. Малце лоше пато, школата не оди, како овде нагоре оди. Добро, ние не. учени сме пешки. Па и така ќе одиме, Ајде, нема што ајде. проблем. Еве постепено се искачуваме. Еве го онде се гледа црквичето или манастирчето Свети Никола. А горе е она стена ја нарекуваат. Кој е овој манастир? Ова е Свети Атанас, а таму подолу е Свети Никола, а она стена како се вика? Гарванска стена. Гарванска стена, тука некојаш имало каменолом за сијанит, вадење на камен сијанит. А сега ова еве една прекрасна прилика, една панорама како што од висина многу пати сме навикнале да го гледаме Охридското езеро, еве сега една ретка прилика да го видите од повисоко и Преспанското езеро. Мислам дека ќе уживате малку во убавата гледка. Еве мислам дека не беше залудно искачувањето до овој манастир, тоа е Света Богородица. Ваму на оваа страна кај што покажувам е трасираниот пат од Брајчино за Големо езеро. Во една од претходните емисии кога ги обработувавме Пелистерските очи, Малото и Големото езеро, покажавме од каде тргнува патот за слегување, а ова сега може да видите дека од тука за искачување кон Големо езеро, тогаш реков дека се слегува 5 часа, а треба за искачување малце повеќе, зашто доста местото е стрмно. А овој манастир е прилично атрактивен, интересен, во вистинска шумичка, тука во прегратките на Пелистер. Ке видите сега цело билува во шума и мощно е пријатно овде за престој, а ваму долу, како што знаете и пред малку што ви покажавме, прекрасна гледка кон Преспанското езеро.
го напуштивме манастирот Света Богородица и се движиме сега кон црквичето Свети Никола. Иако сме близко до селото, еве тука непосредно се наоѓа и езерото, се гледа односно езерото. Еве овде забележуваме измет од мечка, што значи дека таја, иако сме близко до селото, тука се движи, еве има јадено сливи и често пати кога одиме и низ Пилистерот среќаваме ваков измет, па еве сега и овде околу манастирот, значи имаме придружници. Движејќи се низ Шипја речиси по изметот на мечката, негде имаше копано од диви свињи, еве пристигнавме во црквата Свети Атанас, иако таа ни рекоа дека е најстара, сепак е најзапоставена, кровот овде е тупнат, прокиснува, фреските се оштетени и штета што навистина ова е така издание на културното минато на нашиот народ е во ваква состојба, па можеби во догледно време тоа ќе се санира, еве направиме обид со камерата нешто да илустрираме. Тука е нашиот соговорник Ристе, ни кажува дека црквата е стара, не знае од кој период. Стара, околу 400 години е стара. И така се поставене малце, ете, таму, виш, отворено, падната некоја плака, друго, кисни, и треба санирање, виш, како е долу, како е свето, не е убаво нешто. Така, Таква црква. Ристе имаше малку проблеми со нозете да се движи, ама едно време ми вели 15 на години си ти помлад, иако кому кажав дека јас сум 41, тој е 47. Јас 62 години, јас сум млад. Искуство планинарско малку, главно и желбата голема да за нашите гледачи да доловиме што поинтересно и што поубави работи да им откриеме. Сега од тука кај ќе одиме? Ќе одиме сега на црквата Свети Никола и таму имаме огромен даб, што никој не го памти колку е стар. Значи одиме само за таа знаменитост. Да, за таа знаменитост. Црквата исто е стара, али дабот не доаѓа уште турците ги чувале прасина таму, едно друго свето.
Тоа е корублина празер е внатре. Овие дивите да не се одними сме. Не, не. Да, тога биде старите и криеле тамо прасината, турците не му земаат. И така. Добро, ајде да одиме. Еве пристигнавме на посакуваната, да речам, последна дестинација од ова патување, затоа што како што слушнавте, според едни има 9, според други 11 цркви. Сега моментално сме кај црквичето Свети Никола, а овде дојдовме со цел да го видиме, односно да го снимиме тој карактеристичен даб, еден од најстарите тука што постоел во околината, навистина делува вака можно, интересно и привлечно, и еве ќе може да се види колку е стар, бидејќи кој знае што се не доживел ова и какви се не луѓе тука присутни биле околу него, па еве пристигнавме и ние, никој придружниците и оние што дојдовме овде и оние од селото ни велеа дека никој не знае од кога е и колку е стар. Еве постепено се враќаме кон селото Долно Дупени, времето одминува. Меѓутоа, јас иако не сум многу љубител на вода, повеќе сум на планините, еве една, пак да речам, една прекрасна гледка кон езерото, што се надевам дека сигурно ќе ви се допадне. Конечно, пред кооперација стигнавме, привршуваме, еве две, да не речам, женички, бабички, тука седнати се,
па ќе одиме со микрофонот да ги посетиме, да видиме што ќе ни кажат за селото. Добар ден. Како ви врви времето денес? На сонце, со сончање? Ајде да ни кажете како се викате име, презиме? Карафиловска Зорка. Карафиловска Даница. Јатарви двете. Двете јатарви сте, од ова село сте? Јас сум од тука. Од тука, а вие? Јаска сум од село Врајчина. А, од Врајчина тука, омажена. Да. Омажена тука. Нешто И гледам, двете сме во рацете оре ви берете, сезона е сега. Сезона, ореја, Сега се јаболке. интересиравме нешто за селото, нешто дознавме за црквите. За црквите, Па цркви. нешто да ве потсетам на младоста, какви беа свадбите некогаш овде Са во ова село? одновија се црквите многу. Така, за свадбите да ни кажете За какви беа? свадбите беа ужасни на времето наше. Убави или ужасни? Убави. А, убави. Преубави беа. Посиромашно беше, ама свадбите праја премногу убави. Како беше редо? Радосно. Ај редо, може да ни кажете како беше, седнете си. Како Интересно беше да ги редо? запознаеме гледачите. Јас ќе ви кажа редо како беше. Кој ќе почнеше во неделата, до другата недела ќе се правеше свадба. Ќе почнеме в најблиските ќе зева на поседок по една недела. Чупите што му беа од куќата, внуки, работи све. Од средата подалечните. И четвртоко ќе се несеа маи, лебоја, фурни, по 3-4 фурни горе мефа, све и по цела ноше ора, песми. Имаат некоја карактеристика преспанските свадби или исто како кај нас во Битола беа? Ами исто како во Нешто Битола, посебно дали ама имаше? овде појако. Појако. Во селата појако праја. Побогати беа во селото. Побогати беа во селото. Имање држеа, колеа, имање јунчина, крави, јунички млади, манџи вареа, убави. По колку мина учествува на свадбите? По 500-700. Свадба јас правев пред 20 години, преку 700 души ручаја тука во ова куќето. За кој правевте свадба? За сина ми. А, за синот. За синот правиме Кај живее свадба. сега тој? Тој тука си живее на работа, дојде од работа, јас оздола си имам куќа друга нова, а ова куќа ја трваме имаме заедно. Што ви останало нешто во сеќавање еве покрај свадбите што ве потсетив нешто од минатото? Премногу убаво. Играме в слечени. Како се земаат со бендисување или со Бендесување. Ама преку стројници. со стројници? Не оставаа старите да се замешваме ко сега што оде заедно. Од сите села се зема, се маже, се жене или посебно од село во село? Како не, од секаде зема во блиските села, кој како ќе се снајдеше така, и ко се на собор, кој ќе излеземе в ние млади, да играме оро, ќе пукнеме за да се фатиме со тие што се сакаме, не остава. Не смееме, значи. И така, одалеку. Сите ни оставаа да се фате. Не остава, а сите знаат дека има љубовници, Па значи. сите знаат дека имаме влюбовници, ама не ни оставаа, се чуваме. Некако сега слободно фати се и... Остава ке на опере, дома, татковците, мајките, кај ни оставаа да Еве од тепа, опере, по преспански, така? Да, да. И така, јас ка се едно, со тој што се зедов овдека, 3 години се сакав, и не се пречекаме само со писмо и со преку луѓе. Со писма си подававте во писма. Увек и со гледалчина дека беме А сигнали? Сигнали на даваме, љубовта. Значи, на љубовта. Ете тоа работаме. Ви благодарам многу, еве вака ве потсетив на едно минато. А селото посиромашно беше, а повесело. Народ имаше многу, имаме еден свирач овдека, Селски свирачи. многу фин, Свирачи, све, група. многу силен свирач беше и знаен. Тутурка само наравно. А што свиреше да го спомениме барем? Што Разни ора, песма, разни А, ора. кој инструмент, на кој инструмент? Балсови. Тутурка. А, тутурка, на тутурка. Како се викаше? Топан Илија Макаров. Не е жив сега, така? Не е жив, умрене. И на Страцело, секоја недела, Веливден, кој што се вели песмата, секоја недела ќе се брзаме да сториме работите, да ручаме, да сториме, да се дотераме и да одиме на Страцело. И сега во овие денови вака старечки, да речам, се сеќавате на минатото, на тие свадби весели? Тоа се лафосваме за напре. А сега овие млади сега немаја ништо. Тутурка нема ни тутурка ништо, мора да оде по ресен, со моки, со работи, за гревата се по некоја чупе дете што има. Значи не ви е жал за изминатото време? Ниш не ни е жал, многу задоволни сме ние.
И одеме в Покиселецко секој ќе дојдеа празници пролета. Ајде По пара убаво. бери киселец, така и вие. Ајде убаво кога ќе дојдеше пролет по ливадието. Со се децата, машките напред, ние по ними, Ѓурѓев ден, све. Премногу беше убаво ово, ја маја. Дали беше убаво младоста или се тогаш беше убаво? Море и убаво беше све, имаше народ многу, имаше играње, имаше пеење, Некако имаше... сега болешливи со апој, со работи, со све. Сега сите со апој живе, и млади, и стари, сите со лекови. Се излегваш оту, доту цело село да го поминиш, човек не може да најдиш. А тога народ имаше премногу. Туа беше народот, шојда народот, нема народ. Ете, ние сами, јас сега си имам фамилија, Скопје ми. Знаете вие зошто селото се вика Долно Дупени? Долно Дупени не знам за тоа како го за кој начин го викаете, иче не ми е немам осеќај. А за друго беше многу сакаа до мене, не сакаме в никој да го мене. Езеро, село, убаво. Како сакаа да го мена? Друго име? Друго Самоилово сакаа до мене, гомити му се смееле луѓето се извинени. Дека Долно Дупено. Долно Дупени. Не му се кажвале од што... И сакаеле Самуилова, зошто? Има тука некоја врска со Самуил? Кој не нешто Самоил напре имаше. И ама никој не сакаме до мене. Арно ви е селото, добро ви е живеачка. Добро ни е и ние си опознаваме Долно Дупени. Добро ви благодарам многу. Еве сме во куќата и во дворот на Ристо Илиевски, неговата сопруга. Паца, што се занимавате овие дена? Овие дена се занимаваме со земеделие. Денеска корнев компири, бериме ореј, ореите сега се во тек на берба. Се помалце, по едно известно време ќе почнеме ќе бериме јабоката и тоа е тука во овој крај. Ристе, денес малку го зедовме, со нас го прошетавме, односно тој не прошета низ црквите, да не ви требаше за работа некој. Не. Арно сторивте што го зедовте убаво, нека ви ги кажи цели места, имаме убав делове, Преспанскиот дел е најубав. Најважно е сега да ви кажам, од се што ни кажа дека во двору има кожара, моето омилено јаболко, еве прв пат годинава и пред камера вака едно да скинам и пред да го јадам, да го бацам за срекна година да биде. Еве и шанса да купам од тука, иначе јас постојано купам од тука, имам од вашето соседство кожари, ама сега и колку кожари собирате? 2-30 гајби немам повеќе, а другото... А киви многу имате киви? Имам околу 700 кила може имам киви. Во селото и киви почна да се огледува? Ама слабо, кај мене има повеќе, така, раѓа кај мене повеќе, дали повеќе гледам и рана и така, не знам, имам доста. Иначе, не знам што... Ви благодарам, еве, драги гледачи, тоа беше нашиот престој во селото Долно Дупени на Преспа.